Угостителите од следната недела повторно на протест. Доколку владата не им ги исполни доставените барања, секој ден ќе излегуваат на протести. Бараат неповратна финансиска помош, бидејќи рестораните за свадби, игротеките и сличните објекти за разни свечености се затворени 14 месеци, а другите угостителски објекти моментално се затворени поради актуелните рестриктивни мерки. Дел од угостителите не може да ги подмират основните трошоци, а дел ги изгубиле објектите поради долгови кон банките. Бараат неповратната помош од државата да се движи од 5.000 до 16.000 евра, во зависност од типот на дејноста која ја вршат. Кон протестите се приклучуваат и угостителите од Кочани. Сите угостители се приклучуваме до протестите. Значи, ние угостителството од 14.3.2020 година работи до ден, работиме со некакви рестрикции. Сега моментално сме целосно затворени. Предходно бевме до 9 часот, до 18 часот и така натаму. Значи, сите 14 месеци уназад ние претрпуваме одредени штети, а вработените ги држиме, во меѓувреме вработените ги држиме и не знам како издржуваме. Значи, имаше некоја поддршка од владата, меѓутоа тоа не е доволно за да обстанеме понатака. Овој период е навистина многу тежок, еден од најтешките периоди можем да кажем во нашето работење. Ние 15 години го имаме локалот и досега не сме затекли ваква ситуација. Значи, итно ни треба финансиска поддршка од владата. Доколку не се исполнат нашите барања, секако дека се придржуваме на протестите и ќе протестираме дека не ни се исполнат барањата. За угостителите не е прифатлив предлогот да им бидат надоместени дел од приходите кои ги изгубиле поради неработење. Последната одлука на Комисијата за заразни болести е кафулињата и рестораните да бидат затворени до 21 месецов, но рестораните за свадби и понатаму ќе останат под клуч. Тие велат дека финансиската помош која што се обезбедува за нив нема континуитет, а по една година не постојат ниту протоколи со кои сите дејности би можеле да работат. Туристичко-угостителската комора бара од владата еднократна финансиска помош за сите објекти кои имаат забрана за работа. Финансиска помош во вид на грант врз основа на бројот на вработени во 2020 и утврдување мораториум со грејс период на кредитите од банките, се додека не им се дозволи да работат без рестрикции.